Нова сезона на Бизнис 365. Економски анализи, финансиски актуелности, експертски прогнози подржани со интервјуа. Македонската економија на македонската телевизија. Гостин во Бизнис 365 е министерот Зоран Шапориќ. Анализираме каков е статусот на домашните инвеститори, како до повисок економски раст и поголема вработеност. Гледајте не. Малите и средните предпријатија го претрпеа најголемиот удар од политичката криза. Тие, ако можат полесно да се приспособат на новонастанатите ситуации, сепак немаат доволно финанси. Како во еден ваков амбиент да се остане во кондиција? Разговараме со Зоран Шапориќ, министер без ресор, задолжен за регулатива за подобрување на инвестицијската клима за домашните предпријатија. Министре, каков е статусот на домашните инвеститори? Најпрво, добро вечер за вас и за гледачите на Македонската радиотелевизија. Точно како што кажавте, малите и средните предпријатија се всушност и рбетот на македонската економија, бидејќи тие партиципираат во уделот на вработеноста во голем број, околу 80% од вработените се токму малите и средни предпријатија, кои, како што кажавте, беа на удар на ова политичка криза и се разбира, тие покажа исто така голема флексибилност и жилавост да обстанат во овие услови, особено овде би ги нагласил производните предпријатија, оние кои се вработени до 40-50 вработени, кои успеа не само да ги одржат пазарите, туку дел од нив да успеа и да изнадат нови пазари и да го зголемат своето производство, да инвестираат, се разбира не во голем обем, како што е посакувано и како што е посакувано за нив, но еве и да изнадат нови пазари покрај оние традиционалните пазари во регионот, да инвестираат, односно да произведуваат, да ги пласираат своите производи и во некои други пазари, како што се Израел, Блискиот и Средниот Исток и така натаму. Така да, во овие услови, владата ќе биде максимално посветена за подобрување на бизнис климата, на воведување на новите стимулативни мерки за сите компании, значи ќе се оди на тоа да бидат подеднакво изненачени и странските компании, кои што и понатаму странските инвеститори ќе бидат добродојдени, се разбира, особено оние со повисок степен на додадена вредност, односно оние кои што ќе произведуваат производи кои со повисок степен на додадена вредност и кои ќе воведуваат нови технологии кои ќе придонесат не само за развој на таа компанија, но се разбира и за развој на целата македонска економија и за извозот. Овдека исто така ја гледаме во иднина во новите инвестиции, шансата за малите и средни предпријатија, особено на производните предпријатија, да заклучуваат договори, ќе има посебни стимулативни мерки, како што кажав, кои што можем подоцна да ги образложам, но исто така ќе има и стимулации за странските компании да ги вклучуваат домашните производи, односно во своите финални производи или пак полупроизводи, зависно од дејноста која што ја врши оваа индустрија, односно тие странски инвеститори во своите погони, да ги вклучат што е можно повеќе домашните компании. Затоа ќе има посебен сет мерки кои ќе влијаат исто така и на странските инвеститори, меѓутоа и на домашните инвеститори. Ќе успеете ли да направите поместување во домашната бизнес политика? Во која насока ќе се движи македонската економија? Ќе има ли повеќе инвестиции и отворање нови работни места? Апсолутно, значи главна цел е, се разбира, отварање на работни места, но не политички, туку економски работни места, кои што ќе бидат реални и кои што ќе ја решат, се разбира, економската и социјалната положба на вработените кои ќе доведуваат до нови вработувања, меѓутоа и до нови технологии. И оттаму се предвидуваат сет на мерки на кои интензивно се работи, кои ќе значат потикнување на инвестиции, нови вработувања, зголемување на платите, но исто така воведување на нови технологии, воведување на развојни истражувачки оделенија и, како што кажав, ќе има еден посебен дел на кој ќе биде посебно наменат, посебен акцент на малите и на средните производни предпријатија, каде што ќе имаат овие предпријатија мали, се разбира, и другите компании, но еве сега зборуваме конкретно за нив, бидејќи тие се најзаинтересирани, како што кажавте, немаат
доволен потенцијал финансиски, да имаат одредена субвенција, односно поддршка од државата по поднесување на завршна сметка. Овие мерки би требало да бидат усвоени до крајот на годината, а да бидат оперативни, расположиви по поднесување на завршна сметка. Значи, некаде од 15 октомври, март, така што сите оние компании што инвестирале, односно што исполнуваат овие критериуми кои ќе бидат транспарентни, јавни, во табела, буквално објаснети, каде што секоја компанија овде и мали, зборувам посебно за малите и средни предпријатија, бидејќи ти имаат потешкоти, немаат потенцијал да имаат толку административен кадар и така натаму кој ќе ги врши тие работи, и тоа е еден аспект кој ќе им значи олеснување на нивната работа, односно можноста лесно да ја пополнат таа апликација, за да по завршна сметка се види она што го исполнили, она што ќе го докаже да го направиле, како мерка им биде дадена поддршка на државата. Значи, овие мерки ќе бидат ретроактивно дадени, така да оние што инвестирале во 2017 во хала, во опрема, во нови технологии, нови вработени, во покачување на плата, ќе може да го направат тоа веќе во 2018, али овие мерки јас лично очекувам да добијат уште поголема реализација во 2019, односно во 2018 да ги имаме овие инвестиции, бидејќи веќе ќе бидат познати, иако се веќе најавени, тие ќе бидат транспарентно објавени, така да нема да има исклучок, нема да има потреба да се единствено ќе се проверува дали ги исполнуваат или не во завршната сметка. Значи, ќе оди на тој начин потикнувањето и се разбира, ќе има некои други подмерки, би ги нарекол. Што е со оние кои сакаат да отворат бизнис, како до поголема финансиска и институционална поддршка во развојот на предприемништвото? Преку Фондот за иновации и развој видовме дека аплицираат и тие може да аплицираат во иновации, во введување на нови технологии, во развој и малите и средни предпријатија, така да и на тој начин покрај сите оние други мерки, а една од мерките ќе биде зголемување на фондот на Македонска банка за поддршка на развој, односно така наречена Македонска инвестициона банка, каде што ќе бидат поголеми средства ставени на располагање за да се кредитира, бидејќи она што е основно, сигурно дека бараат воздух, како што кажавте вие, бараат оние што немаат, а имаат добра бизнис идеја, да бидат потикнати и поддржани од државата. Не за оние што имаат своји средства, се разбира, и свој имот кој може да го заложат пред банките за земат кредити, е многу полесна состојбата, но овие микропредпријатија, микробизнеси ќе има такви можности. Како да се подобри финансиската кондиција во стопанството? Како до поголема ликвидност на компаниите? Најпрвин треба државата, бидејќи кај нас видовме дека е економијата поврзана со јавните финансии, со буџетите на државата, буџетите на единиците на локалната самоуправа. Државата прво ќе вложува многу повеќе во оваа година во капиталните инвестиции, кои што ќе доведат до развој, до ангажирање на компаниите, кои пак ќе вработуваат, ќе исплаќаат плати и се разбира ќе плаќаат данок кој што ќе доаѓа или и други придоноси во државата. Меѓутоа морам да кажам да она што сега го имаме, да побрзо имаат поврат на ДДВ. Порано се доснеше и преку 5 до 6 месеци за поврат на данок. Сега веќе состојбата се нормализира и во наредната година во законски рок, но и пред тоа, доколку е можно, во рок од 30 до 60 дена ќе бидат извршен поврат на данокот на овие фирми, бидејќи оној период кој што го има од 6 до 7 месеци нивни доснења им пречеше во нивната кондиција, го оневозможуваше нивното работење. Тоа е една од финансиските ликвидности, но она што исто така е битно, да немаме доцнење на исплатите од страна на државата, централните институции, јавните предпријатија и она се што е на централно ниво, но и од единиците на локална самоуправа спрема изведувачите, спрема добавувачите, бидејќи тоа влијае и tekako на
на нивната ликвидност и доколку имаат во законски рокови, оние договорени рокови исплата, сигурно дека ќе можат подобро да ги насочуваат тие средства и во развој и се разбира во нивното тековно работење. Малите и средните фирми придонесуваат кон намалување на процентот на невработеноста. Може ли да се каже дека се спазва вработување за младите? Па, во еден дел да, бидејќи ние имаме една состојба која што превладува долго време, дека младите или го бараат излезот надвор, посебно ние од технички струки, но исто така и младите пак бараат вработување во администрација. Јасно е дека државната администрација навистина е преработена, така да ќе се стимулираат иновативни, односно самовработувања, веќе имаме во низа сектори, во земјоделието имаме тоа, но и во другите сектори ќе биде можно, но исто така да потикнат тие сами своји бизниси, но исто така би било значено да дел од оние млади кои што се иселиле, а стекнале одредени знаења, дојдат назад овде и се разбира оние што имаат своји бизниси да стекнат сигурност да почнат полека да вложуваат. До сега, колку што знам јас, оној дел од нашата диаспора кој што инвестираше овде не беше задоволен со условите. Треба да им се даде сигурност, да им се дадат поволни услови и постојано, бидејќи диаспората има исто така значено влијание во платниот биланс, односно во намалување на негативната состојба во однос на увоз и извоз. Посебно ќе бидат стимулирани од малите и од големите предпријатија, оние кои што имат извоз, бидејќи мал пазар сме, земја како Република Македонија со мал пазар мора едноставно да извезува, така да ќе има низ за тие мерки и посебен дел ќе биде посветен токму на малите и средни предпријатија и се разбира и во образованието. Имаше забелешки и од странските инвеститори тука во земјава дека потребни се реформи во образовниот систем, затоа што младите не се компатибилни со пазарот на трудот. Така. Дали правилно ќе се димензионираат мерките и програмите за вработување? Апсолутно, значи во овие стимулативни мерки прво ќе има и за преквалификација, доквалификација, усовршување, формирање на развојни центри, што нема да биде само од средните предпријатија, може би од поголемите, кои ќе бидат стимулирани, но исто така да се прилагоди, прво е да се прилагоди образовниот систем, повеќе практична настава, да се инвестира во техничките струки. Меѓутоа, исто така е важно да ги задржиме. Воспротивно, ако имаме ние, да речеме, да стимулираме инженери машински, електротехнолози и така натаму, а тие да ни заминат, ние фактички како држава сме вложиле средства да имаме готов кадар за некои други пазари, за некои други држави. Тој процес не е така лесно да се спречи, но на иселување техничкиот особено кадар, на одливот на тие млади кадри, но сигурно ако тие веќе добиваат стипендии, ако можат да бидат ангажирани веќе, како порано што беа, веќе во трета година на студии, во овие 4 годишни машинските инженери веќе беа условно кажано таксани од големите компании, тогашни МЗТ или некои други, кои што потоа остануваат таму, да сега да можат тие веќе да имаат стипендии, да останат одреден период во државата, да работат во било која компанија. Воспротивно, ние би имале форсирање на технички кадар кој што недостасува, па и дали е со високо или средно, но тоа би го создавале за други држави, за други потреби, а би вложувале средства од данок, од на граѓаните, од буџетот и така натаму. Што очекувате во 2018 во однос на македонската економија, како до посилен и подинамичен економски раст? Па, апсолутно, мора да има раст и 2018, особено 2018, 2019 и очекувам раст, растот да биде во идната година 3,5%, а за да го достигнеме преку 4% во 2019, бидејќи без економски раст нема развој на една држава. Покрај сите и целата активност во наредниот период, бидејќи ова е прв буџет изготвен од оваа влада. Ова влада е 5 месеци, но знаеме дека во периодот од 2 до 3 месеци, нели, согласно законот, изборната регулатива, ние не може да се преземаат одредени мерки, тогаш прв буџет и тој буџет очекувам да биде развоен и да се реализира во капитални инвестиции.
Тоа е една од, а потоа во поддршка на овие предпријатија, особено на производни, особено на извозни, на тој начин покрено на традиционалното што го имаме земјоделие, како и вложување во инфраструктурата, во енергетиката да доведе до реален раст, а не само еден раст на краток рок кој потоа би се така да е потребен еден тренд, долгорочен, не е доволно вие да имате раст една година или две, па потоа да имате голем пад, така да очекувам раст и во 2018, а уште повеќе во 2019, бидејќи, кој што кажав, ова е прв пат оваа влада да менаџира, да кажам условно, со проекти. Ке менаџира во 2019 со овој буџет кој што е усвоен. Според извештајот на Светска банка, Македонија е со најнизок раст во регионот од само 1,5%. Што е со ветувањата за просечни стапки од 5%? Па кажавме дека, јас си кажав веќе дека изминатата година не можеме да ја рачунаме, бидејќи состојбата беше каква што беше. Знаеме дека имаме последици од политичката криза кои не се отстрануваат за ден, два, три, пет, имаме еден период, така да јас очекувам дека таа ветената стапка од економски раст од 5% ќе имаме веќе во 2019 година. Ќе можеме не да се пофалиме, туку да биде тоа реално за добро на државата, а исто така во идната година да имаме над 3,5%, некаде близко до 4%, зборувам 2018. Нешто и над она што е проекција на Светската банка. Ви благодарам за гостувањето во Бизнис 365. Благодарам, поздрав за вас и вашите гледачи уште еднаш. Македонската економија годинава ќе има раст од 1,5% во 2018 година од 3,2%. Покажува најновиот извештај на Светска банка. Главна препорака за земјава е фискална консолидација, поефикасно собирање даноци и поквалитетно трошење на парите.